Во октомври и декември лани и јануари годинава СВР Струмица поднесе 3 кривични пријави против 3 лица за кривично дело силување. Заедничко на сите им е што се сторители од машки пол на возраст од 20, 25 и 35 години. Се нафрлиле на жртвите, фаќајќи ги по интимните делови, пошто откако им бил пружан отпор, бегале од местото на злочинот. Психијатрите велат дека типичен профил не постои. Станува збор за комплексна патологија на однесување кое зависи од различни фактори, како на пример психосоцијални, семејни, трауми од најраниот детски развој или пак несоодветно адаптирање во врсничката група во време на пубертет. Најчесто станува збор кај овие личности за пореметување на однесувањето, кое однесување може да има патолошки карактеристики. Меѓутоа, тука исто би ги спомнала и злоупотребата на опојните средства и злоупотребата на алкохол во одредени случаи. Значи, не секогаш, меѓутоа може да бидат како еден од факторите за појава на ваквото девијантно однесување. Сега, нивното однесување најчесто е насилно, а може да вклучува манипулација, наградување и користење на околности. Најчесто, ваквите лица се мотивирани од желбата за поголеми собствена вредност и блискост, а може да станува збори за недоволно социјализиран тип на личност, односно недоволно социјализирано однесување. Доктора Ризановска Ефтимова вели дека има и псевдосоцијален тип на напаѓач. Заедничко на овие лица со патологија на однесувањето е чувството дека немаат вина за стореното дело. Тоа е псевдосоцијализиран тип на личност кој има добри друштвени вештини и главно не се однесува непримерно. Истиот е мотивиран од желбата за сексуално задоволство преку искористување. Овие лица се склони за рационализација на нападот и најчесто не чувствуваат вина. Нити пак во најголем процент нивното казнување би ги одвратило од ваквото однесување. Карактеристично е да спомнам дека ова расстройство во 50% од случаите се јавува кај младата популација, односно пред 18 годишна возраст и речиси 90% од лицата се од машкиот пол. Не се критични за своето однесување и не се доживуваат себе си дека сгрешиле или виновни во вистинската смисла на зборот. Меѓу потенцијалните насилници има и сексуално агресивен тип кој растел во злоставувачко дисфункционално семејство со долга историја на антисоцијални дела, кој врши сексуални напади за да ја задоволи желбата за доминација, израз на бес и понижување на жртвата. Според експертите, во Македонија, освен казната, се работи со напаѓачите на психотерапевска терапија, фармаколошка, групна, со цел да се превенира вакво однесување во иднина.